Министерот за економија Бесар Дурмиши не знае дали постои одлука на Економско-социјалниот совет, чие функционирање е под негова надлежност, со препорака за намалување на цензусот од 10 на 5% за членство на синдикатите во Економско-социјалниот совет. Иако министерот денеска го бранеше предлогот за измени на Законот за работни односи, поднесен од страна на пратениците од владеачкото мнозинство, дека треба да се намали овој праг, вели дека ваков заклучок немало на некој од седниците на советот. Немам такво информација или такво известување дека писмено нешто така се одлучени. Но вчера пратеникот на ВМРО ДПМН Бојан Стојановски, меѓу другите аргументи зошто тој и дел од колегите пратеници од владеачката коалиција поднеле вакво барање за намалување на прагот, наведе дека имало и заклучок на Економско-социјалниот совет. Практично тоа е нешто што беше договорено на претходната седница на Економско-социјалниот совет и каде што сите што седат на таа маса дале согласност да се намали процентот на репрезентативност. Важно е да се укаже дека ова е барање и од Европската и Светската конфедерација на синдикални организации. По ваквото разногласие останува отворено прашањето дали министерот Дурмиши не е информиран за се што се заклучува на СС или пратеникот Стојановски има нецелосни или погрешни информации од седниците на советот. Сепак и министерот и пратеникот имаа исти аргументи зошто треба да се намали цензусот, а тоа е демократизација на работењето на СС и можноста повеќе синдикати, а не само Сојузот на синдикати на Македонија, да може да учествуваат во работата на советот. Наведоа и дека со измените на законот голем дел од работниците кои се членови на останатите синдикати ќе бидат рамноправно застапувани и ќе се слушне нивниот глас. Сојузот на синдикати на Македонија пак смета дека ова е удар врз нив и фаворизирање на друг синдикат кој нема да се противи на предлозите на владата и на работодавачите.